И еве не се враќаме со содржините од денешниот дневник. И како што реков, денес е 21 и има некои закони кои што треба да се почитуваат. Се шегам во историјата кога кажам за некои од светците или за нашето етнолошко богатство кое сме го наследиле, затоа денес немојте да работите тешки работи, зашто ќе ве уплаши светецот со огин, така е по целиот Балкан, нели? И немојте да се карате со децата, затоа што Свети Прокопије ги заштитува и денес бара од вас да бидете кон нив добри, со тивки гласови, а тој ќе ги услуша нивните молби. Да видиме ние што сработиме, да го оставиме небесата тамо кај што се. На посета на штирските работодавачи, работници, невладини здруженија е премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Покачувањето на минималната плата на 12.000 денари ја отвара спиралата на покачување на севкупните плати во Република Македонија. Секако, првиот таргет е текстилната и кожарската индустрија како најниско платени индустрии со цел на вистина владата на еден внимателен начин преку буџетски пари за кои што определивме 1,5 милион евра годишно, месечно, да ги уследиме стопанството за во ниједна мала рака не дозволиме одредени дисторзии да се случат во нивното работење. Покрај тоа, владата веќе најавува еден пакет еднаквост на странските и домашните компании, кој што значи директно пакет на ослободување од персонален данок, од данок на добивка, за сеш она што значи гринфилд инвестиции, а во скоро време, најверојатно до крајот на август и почетокот на септември, ќе објавиме менија за нови гринфилд инвестиции кои што ќе значат пред се работни места. Генерално веруваме дека ќе ја вратиме среќата и животот во Македонија ако се грижиме за нашите граѓани, а нашите граѓани се пред се работниците, но секако и останатиот дел кој што работи во приватното стопанство. Ќе има напредок во Македонија ако приватниот сектор расте напред, но ќе има и среќа и напредок во Македонија ако бидат среќни работниците во државата. Во тој дух, јас сум убеден дека оваа мерка ќе ги даде веднаш резултатите и навистина ќе се вратам денеска во Скопје со сериозна подршка од работниците кои што ги ја дават на новата влада и на аспирациите на воведување на вакви мерки од социјален аспект кои што ќе го подобрат животот на граѓаните. Низ комисијата во Собранието на Република Македонија на затворена седница помина драфтот предлог договорот за кој треба да се потпише помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Илинден за 2 август. Опозицијата вели дека така значаен документ мора да помине низ јавноста, низ јавна дебата и да се тргне заштитата на овој документ, неговата тајност, туку јавноста да се меша. Еве изјавата на премиерот Заев околу ова прашање. Договорот со Бугарија отвара сериозни перспективи за Република Македонија. Во самиот договор Македонија има сериозни придобивки. Договорот ќе биде склучен и конечен кога ќе го ратификува парламентот. Се претходно е процедура која што тера. Прва дел на процедурата беше затворена с комисија за надворешни работи при парламентот, заради тоа што така е по Виенска конвенција. Нешто што не е потпишано, треба внатрешно затворено да се дискутира. Поминуваме во следна фаза на дискусија во владата. Кога ќе се случи договорот, согласно сите сугестии што ги добиваме од експертската јавност, од парламентот, од владата, ќе се надевам ќе дојде до склучување на договор. Тоа зависи од двете страни, ние нашите позиции ги градиме. Но дури и подписот на Заев е дел од процедурата која што тече. Договорот се носи од парламентот. Парламентот на крајот гласа. Ако е нешто на штета на Македонија, нашиот парламент има одговорност директно пред граѓаните и да не се плашиме. Тој парламент нема да гласа. А ако е нешто добро за Република Македонија, парламентот ќе гласа. Јас сакам да знаете дека како упатен политичар, кој што бара подршка и понатаму од граѓаните, нема да дозволам влакно да и фали на Македонија во незините перспективи. Договорот е севкупен бенефит за сите наши граѓани, затварање на едно поглавје каде што беше проблематично, во најава на една влада која што сака да решава проблеми и да отвара перспективи за граѓаните. Пред 2 дена имавме еден многу убав прилог за проблемите на родителите за деца со посебни потреби. Овде во Штип денес, заедно со председателот на владата, беше и Мила Царовска, министер во Министерството за труд и социјала, па на прашање на мојава колешка вака одговори за проблемот на овие родители. Иницијативата 5 за 12 е партнер на Министерство за труд и социјална политика, а беше партнер и претходно кога ја креиравме програмата. Јас сум во дневна комуникација со нив, јас пред да дојдам во Штип бев токму да ги посетам во кампот. Поразговарав и со лидерите, но и со сите други кои што беа присутни таму.
Она кое што го разговаравме и кое што јас го дадов како изјава пред токму еден месец е преточено во законски текст и тоа е фактичка состојба. Текстот е јавно објавен, доставен и до нив, тие се членови на работната група. Многу е важно да знаете дека ние секој ден работиме за унапредување на правата на лицата со попреченост. Зошто? Во моментот се гради центар за поддршка на дечиња со Даунов синдром. Во моментов предвидуваме во законот персонална асистенција, што досега во Закон за социјална заштита никогаш не била предвиден. Ние не можеме утре да имаме персонални асистенти ако немаме законски основ и ако ние навистина немаме стандарди и протоколи по однос на персонална асистенција. Навистина сметаме дека и она мерка која што ми ја нудиме во законот сега, тоа да посебниот додаток преминува во додаток за туѓа нега директно, без да поднесуваат барање, а исто и посебниот додаток отстрануваме како бариера да секоја година мора да поднесуваат соодветна документација. Сето тоа е олеснување на родителите. Дополнително со Министерството за здравство комуницираме да конзилијарното мислење за туѓа нега се укине. Со тоа се штедат средства на секое семејство, но исто така шетање од институција во институција. Навистина сметам дека многу направивме во овој месец и тие се партнери, секој ден сме во комуникација и навистина не гледам пречки да понатамо тоа ни остане така и да направиме најдобри промени во интерес на децата и лицата со попреченост. Уште една тема имаме од политиката или од она што не обкружува. Успеавме да го добиеме званичното соопштение од Собранието на Република Македонија, во кое се вели: локалните избори претседателот на парламентот Талат Џафери ќе ги распише на 6 август. Според сегашниот план и доколку нема промени во одржувањето на овие избори, тие ќе се одржат на 15 октомври. До одењето на одмор на пратениците, што ќе биде после 3 август, според најавите на претседателот Џафери, би требало да бидат завршени продолженијата на 5-та седница за избор на директор на Агенција за државни службеници, 6-та за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски и да продолжи седницата за избор на заменици генерални секретари и да се донесе измената на кривичниот законник, како и да се отвори дебата за точка на предлог на опозицијата. Ребалансот на буџетот треба да се изгласа на 3 август. Ако вака стават работите, 6 август е крајен рок да ги распишам локалните избори и со тоа да почнат да течат роковите и организацијата во однос на локалните избори и потоа би работеле до почетокот на предизборната кампања до 25 септември. Во тој период би ги разгледале новите предлози на владата што ги најавува околу 30 на закони, а дел од предлог законите што се процедура од пратениците би ги завршиле при останатите седници, односно точки, главно се извештаи на соодветни институции од тоа по прилика би била динамиката до локалните избори. Вака изјави претседателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери. ИПАРД програмата на македонските земјоделци им стави на располагање 106 милиони евра. Можноста да се земат овие средства е до организацијата, но и поединците и нивните апликации за овој фонд. Во нашиот источниот регион има се поголем зголемен интерес за ИПАРД програмата. Над 59 земјоделци и компании од овој регион аплицираат за повратни средства од оваа програма, европска програма. Вкупно 59 барања до денес, кога завршува и продолжениот рок за аплицирање за средства од ИПАРД-2 програмата, доставија земјоделци во регионалниот центар на Агенцијата за потик и развој на земјоделството во Штип. Најмногу интерес пројавиле земјоделците во Штипско-Карбинскиот регион и од Делчево. Од Штипско доставени се 17 апликации, од кои 13 се за помали инвестиции во примарното производство до 10.000 евра. 3 компании од земјоделскиот сектор аплицирале за поголеми проекти со вредност над 50.000 евра, а само една апликација е за мерките за преработка. Според информациите од Агенцијата во Штип, 10 земјоделци од Берово конкурирале за средства од ИПАРД, 3 во Пробиштип, Кочани 7 и 4 во Виница. Сега, како и досега, интересот на земјоделците е сконцентриран кон набавка на нова земјоделска механизација. Интерес има кај земјоделците, најмногу аплицираат за набавка на земјоделска механизација и опрема по мерка за поддршка на примерно земјоделско производство во земјоделски стопанства. Помало интерес има во втората мерка кај што се преработките на земјоделските производи и најмал интерес има во мерката за рурална диверсификација. Ова е прв оглас објавен годинава од надоградената ИПАРД-2 програма, која предвиде мерки за аплицирање во повеќе сектори, влегоа житарките, индустриските и фуражните култури. Кон крајот на годината можно е да биде објавен и вториот оглас. Сега очекуваме оваа година да има уште еден повик
најверојатно кон крајот на годината, така да мислам дека ќе има повеќе апликанти. Пролонгирањето на рокот за аплицирање за средства од ДИПАР 2 програмата од 23 јуни до 21 јули покажа дека на земјоделците им се потребни повеќе од 45 дена колку што е отворен јавниот повик за да ја соберат потребната документација и да аплицираат во предвидениот рок, нешто што го посочува како проблем при конкурирањето досега. Во првиот законски рок се пријавија само 10 земјоделци. Дополнителниот рок им даде надеж уште на 50 земјоделци од регионот дека ќе може да дојдат до овие средства. Просторот кај Миријанината црква, така наречена, просторот кај Миријанината црква, кај манастирот Света Недела, одамна е пошумен, но е и на мета одамна на краците на дрва, на бесправното сечење и се девастира еден од неубавите предели во околината на Штип. Еве што за ова вели мојот колега Заниски. Дрвократството во околината на Штип актуелно и во летниот период. Околината кај манастирот Света Недела од падоците ја деградира, но дрвократците и сечата на дрва дополнително го нарушија еколошкиот баланс. Таму се сечат дрва без контрола, а ги нема одговорните институции да реагираат. Веќе 7-8 години сум рече континуирано тука, само неколку пати до сега имам видено да има полиција кои буквално парадират овде, а не дека нешто вршат некаква контрола и ете повторно апелирам до надлежните да реагираат, затоа што не е работата да имаме жртва, па потоа да има реакција, а посебно го потенцирам тоа што ова е навистина еден исклучителен убав предел и за рекреација и за шетање, а така што веќе луѓе многу малку веќе може да го користат токму од тоа, од дивите крадци. Рекреативците апелираат прашање на време е кога може овде да се случи поголема несреќа, дури и со жртви. Особено застрашувачки е тоа дивите крадци на дрва кои едноставно тоа се убици на пат, јас така ги нарекувам, со торпедата кои тие ги возат на 4 тркала. Прашање на ден само некогаш кога ќе има жртва. Камерата на Ирис телевизија уште еднаш подсетува дека манастирот Света Недела е штипска убавина, околината таму е единствена со борова шума. Лошата екологија си го прави своето, но дивократството со години наназад ги пустоши шумите. И како што вчера најавивме, во Штип ќе се одржи јавна расправа за еден многу интересен проект. Еве го соопштението. Денес во Штип се одржа јавна расправа за планот за управување со животна средина за проектот Планински велосипедски рај, подготвен од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион, општина Кочани и општина Штип. Целта на проектот е зајакнување на туристичкиот потенцијал преку создавање на услови за развој на авантуристички туризам и подобрување на можноста за развој на спортско-рекреативниот и верскиот туризам. Ајде да видиме повторно што Зоран сработил. Денес ќе присуствуваме на презентирање на нацрт документот за план за управување со животната средина за подпроектот Планински велосипедски рај во Источниот плански регион, кој ќе послужи за аплицирање на Источниот плански регион за добивање грант до Светска банка за добивање на финансиски средства за реализирање на проектните активности кои што се во рамките на проектот за реконструкција на велосипедски патеки во Кочанскиот регион во должина од 35 км, обнова и реконструкција на планинарскиот дом во Пониква, реконструкција на постоечкиот паркинг простор во истоимениот локалитет и асфалтирање на велосипедската патека во Штип, во потегот Штип до село Радање кон локалитетот Баргала во должина од 5,7 км. Целта е да се подобри инфраструктурата во насока на развој на планински и алтернативен туризам на овој источен плански регион, да се привлечат повеќе домашни и странски туристи, да се подобри локалната економија, да се промовираат локалните производи во двете општини, да се зголеми вработеноста и целокупната економија во источниот плански регион. И сагата со бомбата продолжува. Еве го последното званично соопштение од Влада на Република Македонија. Дирекцијата за заштита и спасување, подршно одделение Штип,
ви го доставува следново соопштение. Поради уништување на бомбата која е лоцирана во индустријска зона во близината на фирмата Ванхол во недела на ден 23.7.2017 година од 10 до 15 часот се забранува движење на граѓаните во близина на ова локација од безбедносни причини. Ова е званичен документ, се надеваме дека ова проблем ќе биде разрешен, иако едно 10 пати го најавувавме, но тоа е така. Важно е да се заврши на задоволство и на граѓаните и на институциите кои тоа треба да го направат. Значи, запаметете дека во недела на 23 од 10 до 15 часот е забрането движење во посоченава локација. И повторно имаме една вест која должност е да ви ја прочитаме, иако нема да ве расположи, се разбира. 30 годишен мотоциклист со Штип се здобил со полесни повреди во сообраќајна несреќа, што се случи денес предпладне околу 10:30 минути на патот на излезот од градот. Во несреќата учествувало патничко моторно возило БМВ, а полицијата изврши увид. Се работи на утврдување на причините за незгодата. Минатата недела во сообраќајна несреќа на исто место меѓу товарно возило на Арама и мотоциклист со телесни повреди се здоби мотоциклистот исто така од Штип. Овде коментари многу не е потребен, дали? Често апелираме за ова, не е на одмет уште еднаш да се подсетиме дека законот е поставен за да се почитува, да се носат кациги, да се почитуваат сообраќајните правила, зашто последиците се вакви какви што денес бев принуден да ви ги прочитам. И една вест од културата. Сдруженијето Гласно го организира првиот мултимедијален фестивал Култура за сите, и тоа започнува од денес. Во наредните 4 дена предвидени се 7 културни збиднувања, и тоа кинопроекција на отворено, изложби, театарска изvedба, како и дебата на тема како да се врати довербата во институциите. Овде мултимедијален фестивал, сепак уметниците имаат право да прозборат околу се, ама како да се врати довербата во институциите преку култура, ајде да го видим и тоа. Ова е следниот прилог. Започнува првото издание на мултимедијалниот фестивал Култура за сите. Во наредните 4 дена е предвидено да се организираат изложби, театарски представи, киноизведби, како и дебати со цел на граѓаните повторно да им се вратат културните збиднувања. Нашите работници или нашата целна група со која работиме не секогаш е присутна во културата и во општествените збиднувања, и затоа креираме настани со кои секоја година пробуваме да ги враќаме оваа група на граѓани, па и на младите или нивните деца да бидат дел од општествените случувања или културни активности. Затоа оваа година Гласно организира мултимедијален фестивал кој што означува го имаме крстено како Култура за сите. За вечерва на пешачката патека е предвиден настап на неколку диџеи, со што и официјално ќе започне првото издание на овој фестивал. Имаме околу 7 настани предвидено. Првиот настан започнува денес, значи имате сите програми кај вас, значи имаме диџеи кои што се живеат во Мајами, а се со потекло од Македонија, поточно нашиот град Штип, и правиме едно континентално поврзување помеѓу иселениците и нашите граѓани, кај што можеме да ги доближиме трендовите и случувањата од другиот крај на светот. Ова за прв пат се случува во нашиот град и веруваме дека ќе биде традиција. Во сабота имаме планирано да имаме изложба каде што на Хералд Шенкере неговата изложба, кај што има сликано низ Скопје и ги има опфатено дел од позначајни сегменти, па така да ќе можат граѓаните да уживаат во неговите слики и креации, а потоа имаме за самата вечер дебата, каде што дебатата е насловена како да се врати довербата во институциите и како да се постапува. Според програмата, најголем дел од настаните ќе се одржуваат на отворено, односно на пешачката патека во населбата 8 ноември, во паркот Кртеќе и амфитеатарот на градската библиотека. И како што е вообичаено, кај нас секош имаме во дневникот на Ирис телевизија вести од регионот. Во организација на Црвениот крст на општина Виница од денеска по наредните 3 дена ќе се реализира летен камп во рамки на програмата за промоција на хуманите вредности на Црвениот крст. Во селото Лаки Виничко 70 на волонтери на Црвениот крст 3 дена ќе се дружат, но и ќе се едуцираат. За 29 јули е предвижено
За 29. јули е предвидено да се одржи државен камп со учество на сите општински организации на Црвен крст во Македонија. Еве изјавата на градоначалникот на Виница. Секоја година во организацијата на Црвениот крст од Виница се организира камп. До сега се организираше на планината Плачковица на Лисец, меѓутоа поради тоа што оваа година имаше голема суша и нема вода на Лисец, и за прв пат кампот се организира во селото Лаки, односно во дворот на училиштето. Можеме да видиме една прекрасна гледка на млади луѓе кои што овде неколку дена се дружат, се забавуваат и нешто научат. Има некаде околу 65 до 70 учесници од повеќе градови од Република Македонија, некаде околу 4-5 града од Македонија, од општински организации од Црвен крст. Идејата на кампот е пред се темата е борба против зависности. Значи имаат активности, предавања, забавен дел и ред други активности преку кои се едуцираат. Значи кампот е замислен како едукативен. На крајот, Драги Герасимов пушка и вестите од спортот. Местната заедница и фудбалскиот клуб Чардаклија ќе го организираат меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров 2017. Ова ќе биде 17-то издание на овој турнир кој ќе започне во сабота на 22 јули и на него ќе настапат 8 екипи. Ајде да видиме што ни донел Драги Герасимов. Во чести спомен на трагично загинатиот припадник на македонските безбедности сили Владко Петров ќе се одржи традиционалниот меморијален турнир во мал фудбал. Меморијалниот турнир Владко Петров се организира по 17-ти пат и според зборовите на организаторот Горан Ѓоргиев остане како единствен турнир организиран за некој од бранителите од 2001 година. Турнирот и годинава се одржува под покровителство на местната заедница Чардаклија, како и на фудбалскиот клуб Чардаклија 2012. На турнирот годинава ќе настапат 8 екипи кои се поделени во две групи. Во групата А се екипите на Чардаклија, Пилјара Добри луѓе, Сењек 99 и на Цунами. Во групата Б се екипите на Адрија Комерц, Ел Пасо, Трансформатори и Фармер Вест Доел. Турнирот ќе започне утре сабота на спортскиот терен во Чардаклија со надпреварот Чардаклија Сењек 99 во 18 часот и 20 минути, а во вториот меч со почеток во 19 часот и 10 минути ќе се сретат екипите на Добри луѓе и на Цунами. Во недела во 18 часот и 10 минути ќе играат Адрија Комерц, Фармер Вест Доел и во 19 часот ќе се сретат екипите на Трансформатори и на Ел Пасо. Ова беше отприлика се што ви спремивме за дневникот од 17 часот. Продолжите да се разгледувате и чекајте не во 20 часот кога ќе се јавиме повторно со проширени содржини во дневникот на телевизија ЕС. Довидување, до тогаш.